изложат основните начала за безбедноста на храна и храна на животни, општи и посебни хигиенски барања за храната со цел високо ниво на заштита на здравјето на потрошувачите во однос на храната. Земајќи ја разновидноста при снабдување со храна, вклучувајќи ја и храната со традиционални карактеристики. Кои се неопходните услови да се започне бизнис со храна? Означување, рекламирање и презентирање на храна и многу друго во Безбедна храна, здрава иднина. Со Светлана Коларич. Во Слободна Македонија ви посакувам добар ден. Денес е топло и пријатно време, ден за ручек, ден за одмор, но продолжуваме со едукативната емисија Безбедна храна, здрава иднина. Немам денеска соговорник, ќе се потрудам со моето знаење да допринесам, да ве едуцирам за една заразна болест, паразитарна, која што се пренесува од животни на луѓе. Идејата дојде од носењето на новиот правилник за посебните барања за контрола на трихинела во месо. Се донесе некаде кон крајот на април оваа 2016 година и од правилникот веќе имаме нови методи на испитување на присутност на трихинела во месо. Од друга страна, ние сме љубители на свинско месо, но освен дека сакаме да јадеме месо од домашна свиња, честопати, посебно во руралните средини, а исто така имаме и голем број на ресторани во кои што месото од дивата свиња честопати знае да се најде како еден убав оброк. Трихинелозата е едно заразно и паразитарно заболување, но заболување кое што се пренесува од животно на човек. Ја предизвикуваат валчести глисти и овие валчести глисти припаѓаат на родот Трихинела, односно Трихинела спиралис. Тоа е примарно заболување кај голем број на домашни, меѓутоа пред се диви животни. Како примарно заболување се јавува кај волкот, лисицата, дивата мачка, мечката, јазовецот, но исто така најмногу ја има кај дивата, па и домашната свиња. Или ова е и болест на ситни глодачи во дивата природа. А од дивата природа болеста се пренесува на домашните свињи, кои представуваат еден основен извор на инфекција кај луѓето. Како се заразува човекот? Човекот се заразува со јадење на недоволно варено или пак печено месо од диви животни, и ова е веќе директна инфекција, или пак со консумација на сурово, недоволно варено или пак печено месо од инфицирана домашна свиња, што е и најчест начин на заразување. Одредбите на правилникот, кој што се донесе кон крајот на април 2016 година, се применува и ги опфаќа конкретно кои методи се користат за испитување на присутноста на трихинела во месото, понатаму постапувањето на Агенцијата за храна и ветеринарство и операторите со храна, понатаму доделување и отповикување на здравствен статус на едно одгледувалиште на кое што се чуваат пред се свињи, како и ветеринарно-санитарни услови за увоз, како и начинот на спроведување на службените контроли и мониторинг на трихинелозата. Инаку, станува збор за болест која што е раширена во целиот свет, со исклучок на Австралија. Во зависност од масовноста на инфекција со ларви на Трихинела спиралис, клиничката слика на болеста кај човекот може да биде типична, со еден потежок тек и при тоа да биде проследена со интоксикација и алергизација на организмот. Или може да биде и многу лесна и да помине без видливи клинички симптоми. Но единствен знак за болеста честопати е зголемување на бројот на еозинофилните
леукоцити, што е всушност и карактеристика за сите оние паразитарни болести кои што се јавуваат кај човекот, а притоа се пренесени или основен извор на нив представуваат животните. Но сепак симптомите на оваа болест се поврзани со фазите на животниот циклус на трихинелата во организмот на инфициран човек. Размножување на паразитот во тенкото црево, понатаму движење на ларвите во организмот и понатаму негово локализирање и тоа во влакната на попречно пругастата мускулатура. Поради разноликоста на симптоматологијата и нетипичната клиничка слика, поставувањето на диагноза на ова заболување навистина е потешко, доколку не се применуваат современи серолошки тестови. Инаку, овој паразит за прв пат е откриен уште во дамнешната 1828 година од страна на пицок, како мала ларва во мускулни влакна, откако била направена обдукција на умрено лице во Лондон. Во тој стадиум на животниот циклус, трихинелата ја опишал и Овен во 1835 година и ја нарекол Трихина спиралис. Во 1846 година овој паразит, најден во свинското месо, го опишал Лејди од Филаделфија. А понатаму Вирхов во 1859 година го опишал целиот животен циклус на овој валчест црв. Така веќе во втората половина на минатиот век во општи црти бил разјаснет и целиот биолошки циклус на трихинелата, се до појавата на имунолошки тестови за докажување на трихинелоза, како и поставување на оваа диагноза, кое за прв пат било тешко, а диагностиката се вршела врз основа на амнестички податоци, клиничка слика на болест, како и наод на ларви на паразитот во фецесот, што било многу ретко и било веќе во подоцнежна фаза. Во диагностиката се употребувал наодот на ларви во мускулните влакна на болниот или пак во консумирано свинско месо. Но подоцна се воведува елайза тестот и тестот на индиректна хемаглутинација, каде што веќе се постигнува и поголема сигурност и специфичност при откривање на трихинелоза. Како што напоменав, предизвикувач на трихинелозата е паразитска глиста, која што припаѓа во групата на валчести глисти од родот Трихинела, во кој што се класифицирани голем број на ситни глисти, и овие глисти живеат во цревата и во мускулатурата и на месојадните и на тревопасните животни. Но за човекот е значаен само еден вид од овие глисти, и односно глистата Трихинела спиралис, која од животното може да премине на човекот и притоа кај човекот предизвикува заболување. За жал, процент или број на заболени случаеви на луѓе имаме и во Република Македонија. Според епидемиолошката класификација, овој паразит спаѓа во групата на биохелминти, кај кој што животниот и развојниот циклус се одвива само во живите организми. Но, за да ја достигне половата зрелост и да биде понатаму можен за размножување, сепак треба да има еден дефинитивен домаќин. Биолошкиот циклус кај човекот започнува откако ќе јадеме инфицирано, сурово, недоволно варено или пак печено месо од диви или домашни животни.
Сите кулинари, но и домаќинките знаат и ние сме народ кој што добро го вари и го пече месото, но сепак може да се случи од брзање да не успееме да ја постигнеме бараната температура која што е неопходна да се уништи овој паразит. А исто така, честопати правиме и рецепти од недоволно термичко обработено месо или пак домашни колбаси кои што не ги подвргнуваме на соодветна температура, па оттаму може да се најдат живи паразити кои што ќе ги внесеме во нашиот организам. Честопати, како причина може да биде и недоволно димено месо, колбаси, пршута и слично. Откако ова месо ќе го внесеме во желудникот на човекот, под дејство на желудечниот сок ќе дојде до топење на цистата во која што се наоѓа ларвата на трихинела, а во 12-палачното црево и во тенките црева цистите пукаат и притоа ларвите ќе се ослободат од својата обвивка. Секако дека овие цисти кои ги внесуваме преку недоволно варено, печено, односно термички третирано месо, ние не ги гледаме со голо око. Откако истите ќе се ослободат од обвивката, тие почнуваат да растат и некаде од 1 до 2 дена се диференцираат според својот пол и веќе имаме зрели единки. Пораснатиот паразит има краткотраен животен век, односно тој е краткотраен жител на тенкото црево. Тенок е како конец или како влакно. Машките единки се долги некаде 1,5 мм, додека женските единки се малку поголеми и се долги некаде до 4 мм. Телото на паразитот е тркалезно, рамномерно стеснето на предниот дел, што наликува на еден валчест црв. Тука ќе направиме пауза, односно ќе ги чуеме рекламите, па повторно ќе се вратиме во студиото на Радио Слободна Македонија. Ќе продолжиме со емисијата посветена на едно паразитарно заболување кое што се пренесува пред се од домашната или дивата свиња преку недоволно варено, недоволно печено, односно можеби недоволно чадено, односно димено месо кај човекот. И веќе во првиот дел од емисијата зборувавме која е етиологијата и развојниот циклус на паразитот. За оние слушатели кои што се вклучија подоцна, само еден сегмент ќе повторам, дека при недоволно варено, печено или чадено месо, кое што е заразено со паразитот Трихинела спиралис, ние во нашиот организам внесуваме едни цисти кои што не ги гледаме со голо око. Истите цисти се ослободуваат од својата обвивка во желудникот на човекот, 12-палачното и тенкото црево. Веќе тука наоѓаат една соодветна средина каде што преминува за во рокот 1 до 2 дена, веќе се диференцираат според полот, стануваат полово зрели ларвички, кои што ларвички понатаму со копулација меѓу машките и женските фактички се размножуваат, притоа машките ларви умираат, а женските се вовлекуваат во слузокожата на цревото, каде што некаде за месец и пол веќе можат да снесат од 1000 до 1500 живи ларви, а потоа и женките умираат. Но тука не престанува нивниот циклус, туку овие родени ларвички преку лимфниот систем почнуваат да мигрираат во крвотокот и тие си го бараат своето место, а нивното место е пред се попречно пругастата
мускулатура или попречно пругастите мускулни влакна, особено диафрагмата, јазикот, понатаму мастикаторната мускулатура, ларингсот, очните мускули и интеркосталните мускули. Паразитот има еден особено изразен афинитет кон мускулатурата која што е сиромашна со гликоген, влегуваат во мускулните влакна и веќе за 2 недели тие почнуваат да се виткаат во вид на спирали. Околу спиралите, значи веќе како страно тело се јавува воспаление, а околу спиралата се јавува и капсула која што брзо ја обкружуваат хистиоцисти. Понатаму капсулата се создава по 1 месец од почетокот на инвазија на ларвите и со текот на времето околу неа се наталожува калциум, односно се формираат калцификати, и вака инкапсулираната трихинела може да остане во организмот на човекот дури и неколку десетици години. Инаку ларвите на трихинела се релативно отпорни на ниски температури, па така и на температура од минус 18 степени можат да преживеат и подолго време. Температура од минус 50 до плюс 50 степени ги уништува за неколку минути. Но ларвите не можат да се уништат со солење на месо, ниту со чадење на месо, особено кога се наоѓаат подлабоко во месото. Најсигурен начин за да човекот се заштити од инфекција со трихинела е соодветно варење или пак печење на свинското месо. Но алудирам дека најчесто причинителот се наоѓа кај месото од дивеч и навистина треба да обрнеме при кулинарскиот третман на месото од дива свиња кое што нашиот народ сака да го има на својата трпеза. Повторно ќе се вратам дека трихинелозата е зооноза и природно жаришно заболување кое што во прв ред се одржува помеѓу месојадните и тревопасните животни. Резервоар и извор на зараза се пред се дивите животни, кај кои што циклусот на развој на трихинела се одвива по еден алиментарен пат, односно после јадење на умрени или пак заболени животни. Според некои податоци од поранешна Југославија, волците биле заразени со трихинела дури 44%, лисиците 13%, мечките 7%, дивите мачки 7%, дивите свињи повеќе од 1% и јазовците исто така повеќе од 1%. Природните жаришта се непосреден извор на зараза за човекот, а при тоа инфекцијата се пренесува со јадење на месо од дивеч. Дури во минатото имало епидемии, и тоа познати биле епидемии во Косово, во Војводина и на други места кои што биле предизвикани со консумирање на месо од диви свињи, но поради ограничената можност за употреба на вакво месо, овие епидемии немаат поголемо епидемиолошко значење. Индиректен пат на заразување кај нас е се позначаен и води од природните жаришта преку домашната свиња кај човекот. Домашната свиња се заразува во природните жаришта на трихинелоза при пасење во шумите, каде што покрај желат се храни и со мрши на мртви животни и со мали глодари, односно глувци, кои што се заразени со трихинелоза. Во Словенија биле спроведени серолошки испитувања на повеќе од 200 свињи и тие покажале дека свињите кои што се хранеле со желади во шумите во висок процент биле позитивни на трихинелоза. Кај убиените серопозитивни животни исто така биле докажани ларви на трихинелоза. Инфекцијата кај свињи може да се предизвика и посредно, со јадење животни умрени од трихинелоза, понатаму хранење на свињите со отпадоци, како и со пиење на инфицирана вода. Преку јадење отпадоци, инфекцијата се шири и кај глодачите со уште поголема брзина поради канибализмот
кој постои кај нив. Доколку на свињите им се оневозможи контакт со надворешна средина и контакт со глодачи, а за крмење се употребува зрнеста храна, без притоа да се даваат разни отпадоци, во таков случај се намалува и можноста за инфекција. Во некои земји, покрај инфекцијата со свинско месо, се опишани инфекции со коњско месо, месо од камили и од други животни, но за наша среќа во нашата држава не се употребува коњското месо и не е дозволено во Македонија. Инаку, интересен еден опис на два случаеви на Гренланд, кои што настанале со јадење на месо од бела мечка. Кај еден од пациентите заболувањето било диагностицирано, а кај вториот кој што се вратил од Малезија, болеста била погрешно диагностицирана. И овие случаеви укажуваат дека трихинелозата не е само болест на топлите краишта, туку може да се најде и во студените климатски региони. Но пак ќе споменам, човекот се заразува најчесто при јадење на сурово, недоволно варено или пак печено свинско месо од заболени животни. Во светската литература постојат повеќе опишани случаеви или епидемии кои настанале поради јадење свинско месо заразено со трихинели. Еден таков опис дала една група на кинески автори кои опишале 7 епидемии на трихинелоза во една кинеска провинција во централна Кина, предизвикани од заразно свинско месо. Овие епидемии се случиле некаде во периодот од 1992 до 1996 година и притоа биле диагностицирани околу 250 лица. Живите ларви на трихинела биле докажани во примероци на свинско месо, кое што било употребено во исхраната. А епидемиите пак честопати се појавувале најчесто во зимскиот период и меѓу заболените најголем број на лица биле од машки пол, работници во средни години, додека бројот на жени бил помал. Односно, заболувањето било докажано со употреба на бројни тестови и антителата биле откриени една седмица по почеток на болеста кај 78% случаеви, а бројот на позитивните наоди се зголемил во третата, четвртата, па и петата седмица. По еден месец од спроведената терапија, позитивни наоди се намалиле на 74%. Инаку трихинелозата е болест која што е расширена меѓу луѓето во цел свет, односно земји во кои што во исхраната се употребува свинско месо. Во Европа, со исклучок на Балканскиот полуостров, трихинелозата има помало значење, а болеста пак не е регистрирана во Австралија. Значи трихинелозата е болест која што ја има на Балканскиот полуостров. Време е да направиме кратка пауза и повторно се враќаме во студиото на Радио Слободна Македонија да продолжиме со темата трихинела. Продолжува едукативната емисија Безбедна храна, здрава иднина. Денес го одвоивме просторот да дадеме значење или еден акцент, односно да ги едуцираме нашите слушатели за трихинелозата, односно паразитарно заболување кое што може да се пренесе при консумација на недоволно варено, недоволно печено, понатаму чадено свинско месо, месо од домашна свиња која што е заразена со паразитот Трихинела спиралис или пак месо од дива свиња. Во месеца април, некаде кон крајот на месец април 2016 година се донесе и правилник за посебните барања за испитување на трихинела во месо.
И при тоа можам да укажам дека ако го погледнеме правилникот, ќе видиме дека имаат должност сите оператори со храна во кои што се коле свињата, домашната свиња, да месото од свиња подлежи на преглед од страна на официјално лице, односно официјален ветеринар, кој што официјален ветеринар има за задача по претходно утврден и напишан соодветен план да земе мостри и при тоа истите да ги анализира на трихинелоза. Понатаму исто така обврска е спрема овој правилник да се агенцијата подготви и планови за итни мерки кои што се предвидени сите активности кои што треба да се превземат кога ќе се најдат примероци од трупови од домашни свињи позитивни на трихинела. Во овие планови секако дека се зема во предвид следливоста на сите инфицирани трупови и нивни делови кои што содржат мускулно ткиво, понатаму мерки кои што треба да се превземат доколку се најдат инфицирани трупови, понатаму постапка да се утврди изворот на инфекција и да се види дали е проширена помеѓу дивите животни, понатаму мерки кои што треба да се преземат на ниво на малопродажба или пак на ниво на потрошувач, како и мерки кои што треба да се превземат кога инфицираните трупови не можат да се идентификуваат во кланица. Но од друга страна треба одредени одгледувалишта или пак оддели со контролирани услови на одгледување да добијат еден официјален статус на одгледувалишта кои што се слободни од овој паразит. Односно, овие одгледувалишта треба да имаат превземено практични мерки на предпазливост во однос на градбата и одржувањето на објектот, се со цел да спречат глодари, кој било друг вид на цицачи и големи птици, карнивори да имаат пристап до објектите каде што се држат животните. Ова е и една од предусловните мерки, се со цел да се спречи носењето, односно донесувањето, па и ширењето на заразата односно паразитот Трихинела спиралис. Понатаму потребна е да се применува и програма за заштита на сите штетници, особено глодари, за ефикасно да се спречи инфекцијата на свињи, за кои што операторите треба да водат и евиденција за спроведување. Понатаму, целата храна за животни треба да биде добиена од објекти кои што произведуваат храна за животни, а при тоа ги исполнуваат сите услови кои што се пропишани во Законот за безбедност на храна за животни. Понатаму многу важен дел е секако складирањето на храна за животни наменета за видови кои што се приемчиви на трихинела во затворени силоси или друг тип на контејнери кои се недостапни за глодари. Останатата храна за животни треба да биде термички обработена или да биде произведена и складирана на соодветен начин. Доколку се случи угинување на одредени животни, истите треба да се соберат, да се означат и при тоа да бидат превезани на соодветен начин во рок од 24 часа од угинувањето, следејќи ги прописите пишани во Законот за нуспроизводи од животинско потекло. Угинатите животни можат да се собираат и да се складираат на одгледувалиште во затворен контејнер до нивно нештетно отстранување. Доколку во непосредна близина на одгледувалиштето е лоцирана јама за отпад или пак депонија, тогаш операторот треба да ја информира агенцијата, а таа е потребно да го процени ризикот и да одлучи дали одгледувалиштето може да добие статус на одгледувалиште со примена на контролирани услови за одгледување. Понатаму, потребно е да се обезбедат прасињата и свињите
кои што се внесуваат во одгледувалиште, како и купени свињи, да се родени и одгледани под контролирани услови за одгледување. Ниту една свиња не треба да има пристап до надворешна средина, освен доколку операторот може на темел на анализа на ризик да докаже на агенцијата дека со оглед на временскиот период, објектите и условите на надворешен пристап не постои опасност од внес на трихинела внатре во одгледувалиштето. Понатаму, потребно е да се обезбеди идентификација на свињите на начин со кој што секое животно може да се проследи информација од кое одгледувалиште доаѓа. Понатаму нови животни во одгледувалиштето можат да се внесат доколку исполнат исто така одредени услови, односно да дојдат од одгледувалиште кое што е слободно, официјално одобрено, со примена на контролирани услови за одгледување. Понатаму да имаат сертификат кој што е заверен од страна на надлежниот орган на земјата извозник, со кој се потврдува дека животното доаѓа од одгледувалиште кое што е официјално одобрено за примена на контролирани услови за одгледување. Понатаму, да се чуваат изолирано, се додека резултатите од тестот одобрен од референтна лабораторија на Европската Унија не се покажат дека се негативни. Понатаму, да се обезбеди дека оние свињи кои што се наменети за колење немале никаков пристап до надворешна средина за време на целиот производствен период, освен доколку операторот може да обезбеде гаранции со направена анализа на ризик дека периодот, објектите и околностите во кои животните имаат пристап кон надворешна средина не представуваат ризик од внесување на трихинела на одгледувалиштето. Исто така е битен моментот дека пристап до надворешниот простор за време на првите неколку недели живот пред одбивање се дозволува ако се исполнети исто така неколку барања. Не се диагностицирани никакви инфекции со трихинела кај домашните животни во земјата во последните 10 години. Понатаму постои годишна програма за контрола со монстрирање на примероци од диви животни кои што се приемчиви на трихинела. Програма за мониторинг ќе се спроведува и ќе обезбедува зачестен мониторинг кај сите засегнати одгледувалишта. А кај расплодните маторици и нерази, кои на одгледувалиштето се чуваат за расплод при колењето, системски се зимаат примероци за испитување со користење на соодветна метода за испитување. Понатаму, сите оние оператори со храна на одгледувалиштата со статус официјално одобрени за примена на контролирани услови за одгледување, треба да ја информираат агенцијата доколку не исполнуваат некои од барањата кои што се пропишани во овој правилник. Во оние случаеви, кога трихинела е откриена кај домашните свињи, во последните 10 години, одгледувалиштето може да добие статус на официјално одобрено за примена на контролирани услови за одгледување, доколку се направени 2 контролни посети во рок од 12 месеци пред признавање на одгледувалиштето, за да се утврди дали се усогласува со тие барања кои што ги предвидува правилникот. Понатаму, сите свињи кои што се испратени на колење во период од 24 месеци, пред да се додели статусот одобрени за примена на контролирани услови или пак подолг временски период, се утврди дека се
испитани со репрезентативен број на испитани животни. Во случај кога трихинела не е откриена кај домашните свињи во последните 10 години, тогаш одгледувалиштето може да добие статус одобрено за примена на контролирани услови за одгледување доколку се исполнети соодветни барања. Ке направиме кратка пауза и потоа уште неколку минути ке ја завршиме емисијата Безбедна храна, здрава иднина. Продолжуваме за крај да спомнеме за паразитарното заразно заболување кое што се пренесува пред се од заразено месо на домашна свиња или заразено месо на дива свиња. Односно во целата емисија зборувавме за трихинелоза како заразно паразитарно заболување или зооноза предизвикана од валчеста глиста која што му припаѓа на родот трихинела, видот трихинела спиралис. Се пренесува преку недоволно варено, недоволно печено или недоволно чадено месо. Да споменам дека солењето на месо, како и температура од минус 18 степени Целзиусови, не го уништува паразитот. Во секој случај донесен е нов правилник сега во месец април 2016 година. Со овој правилник се пропишани посебните барања за контрола и испитување на трихинела во месото од свиња. Во правилникот точно стои кои се обврските на оние одгледувачи на свињи кои што сакаат да влезат во регистарот на одгледувалишта кои што се официјално одобрени како одгледувалишта во кои што се применуваат контролирани услови за одгледување, како и обврските на сите оператори со храна кои што ги колат свињите. Да напоменам дека во случај кога домашната свиња е позитивна на присуство на трихинела, тогаш имаме повлекување на одгледувалиштето од регистарот кој што го споменав, како и испитување на сите домашни свињи при колење, а исто така и следување и испитување на сите животни за приплод кои што пристигнуваат во одгледувалиштето и доколку е можно сите што го напуштиле одгледувалиштето во период од најмалку 6 месеци пред позитивните наоди. Сите овие мерки се превземени заради тоа што се уште балканските земји, односно земјите кои што се лоцирани на Балканскиот полуостров, за жал се уште имаме позитивни случаеви на луѓе кои што се заразени од овој паразит. За сите оние клинички симптоми кај хуманата популација јас не би зборувала, туку би иницирала можеби во една од сродните емисии или емисијата Здравје да се повика хуман доктор кој што ќе каже колкав е процентот на заболени луѓе во Република Македонија, како се дијагностицира оваа болест и кои се клиничките симптоми за нејзино откривање. Тука е и крајот на денешната емисија Трговско радио дифузно друштво Радио Слободна Македонија. Јас сум Светлана Коларич. Денеска е 29 мај 2016 година. Продукција Радио Слободна Македонија. До слушање до следната емисија. И пријатно. Циклус едукативни емисии кои ќе ги опфатат основните начала за безбедноста на храна и храна на животни. Општи и посебни хигиенски барања за храната со цел високо ниво на заштита на здравјето на потрошувачите во однос на храната. Земајќи ја разновидноста при снабдување со храна, вклучувајќи ја и храната со традиционални карактеристики. Кои се неопходните услови да се започне бизнис со храна? Означување, рекламирање и презентирање на храна и многу друго во Безбедна храна, здрава иднина. Со Светлана Коларич.